raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Mir vam, tatko naš, ti blagodaram za sve, za Твоята љубов, за Твоята милост. Те молам секој збор што ќе го изговорам да биде со Твојата сила, да го има Твојот живот, во дух и вистина, да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Татко мој, ти благодарам што ме создаде. Ти благодарам што ми дувна во душава дух животен. Ти благодарам што ме возлюби, ме запиша во живото слово како македонец и Македонија. Ти предавам се што имам во Твоите раце, ти зборувај низ мене. Не јас што сакам, нека биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. И лебот наш насушен овие живи слова, дај ни ги и денес и простини ги долговите наши. Научи не да им простуваме на сите како што ти им прости на сите. Второ послание на апостол Павле до Солуњаните, до македонците. Павле, Силван и Тимотеј, и те молам за мојата татковина Македонија, која се обидуваат да ја распнат незнабожците, поднебесните слуги на злото на овој век. Мамонови копилиња, синови на ѓаволот, татко на лагата, бидејќи не го слушаат Твоето слово, кои влегуваат во круг на осудување, кои влегуваат во круг на себе обвинување, кои излегуваат од царскиот закон на љубовта. Не го почитуваат љуби го својот ближен како себе си, политичари кои го продаваат собствениот народ, кои го поменуваат собственото име, македонското име кое е запишано и дадено од Тебе, татко мој. Павле, Силван и Тимотеј, а еве тука сум и јас, до црквата на Солуњаните, до црквата на Скопјаните, до македонците, во Бог Отецот наш, таткото наш и Господ Исус Христос. Слава Ти, Господе Исусе Христе, благодат вам и мир, мир од Бог Отецот. Нема мир во светот. Од Бог Отецот наш, мирот свој кој Исус ни го дава, и Господ Исус Христос, без кого не можеме да направиме ништо, па и во македонскава земја, па и на овие тендери на кои се продава вашето име, народ, религија, состојба. Должни сме секогаш да му благодариме на Бог. Ти благодарам, Господе Исусе Христе и татко мој, за се што имам, што сум здрав и исправен, што ми ги даде словото, што ми ги отвори очите и ушите и срцето, да се покајам за секој грев што сум го направил, па да ме исцелиш, да ме држиш здрав и исцелен, кога ќе ме прашаат, некои се жалат за болки, болести и страдања. Јас во земно време веќе имам 55 години, знаете ли, некои од мојата генерација се чувствуваат стари. Јас им велам, имам еден добар доктор кој има проблеми со притисок, со срцево, со не знам што, холестерол, реума, ишијас.
Јас им велам, имам еден добар доктор, а ти им велат, кој? Исус Христос. Ти си играш мајтап со мене. Не си играм мајтап со мене. Покајте се зашто се приближи Царството Небесно. Должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, онака како што прилега. Затоа што верата ваша необично многу расте, дај Боже да расте во Македонија, да се оправат политичарите, да не крадат, да не го продаваат својот народ, да не сакаат да го сменат името кој ни го дал Исус, затоа што сатаната ќе им даде пари, па ти да си поделат по едно евренце. Необично многу расте, дај Боже, и взаемната љубов кај сите вас изобилува. Проблемот во Македонија е што взаемната љубов не изобилува. Изобилува взаемната поделба, взаемната раздор, поделена од 2, 3, 4 политички партии, национални партии на други народи, кои сакаат да ја расчересат Македонија. Ние имаме христијани, апсурдна состојба, нашите соседи во македонскава земја, светата македонска земја, кои негираат постоење на христијани, негираат тоа што го запишал Бог, македонец, македонци, македонската црква, благодата Божја дадена на црквите македонски. Значи, земната љубов кај сите нас да изобилува и Македонија да се крене, така што ние самите се фалиме, вели апостолот Павле до Солунчаните, до нашите прадедовци, со вас во Божјите цркви, Исусовите цркви, за вашето трпение и вера, и покрај сите прогони и маки што ги поднесувате. Духовните водачи ретко се јавуваат, неколку на прсти, кога земјата се распнува, кога сака да се смени името на народот, кога народот е доведен да не поверува во ништо веќе, да се мрази, да влезе во сатански круг, да почне да се убива. Тоа е доказ за праведниот Божји суд, дека вие ќе се удостоите со Царството Божјо за кое страдате, ако страдате за Исус, ако се надевате на Исус, ако се препуштите во Исус и се надевате на Неговата помош, не се надевате на себе. Тој ќе дојде и ќе ви помогне во вашиот живот, ќе се случува Божјата волја. Тоа се однесува и на македонската земја. Состојбата во Македонија е таква, колку што е степенот на нељубов меѓу нас. Бидејќи справедливо е пред Бога да им ги врати маките ваши на оние што ве мачеа. Бог не ги враќа маките. Тоа е Божиот закон, старозаветен, око за око, природен закон. Како ќе го наречете? Тоа е Божиот закон. Вие сте надвор од царскиот закон на љубовта и се нарекува око за око, зап за зап. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Мерката со која ги мерите другите е мерката со која се мерите себе си. Омразата што ја спроведувате кон другите е омразата која ја потикнувате кон вас. Колку љубов давате кон ближниот, толку љубов ви дотура Господ. А вам намачените да ви возврати спокојство заедно со нас, кога Господ Исус ќе се јави од небото со ангелите на својата сила. Силата е Негова. Во распламнат оган, пазете, во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога. Во распламнат оган да им отплатува е правиот превод. Бог не се одмаздува. Одмаздата е моја отплата на гревот, плата за гревот е смрт. Ако сте живееле гревовно, сте издагле од Божиот закон на љубовта. Не го љубите својот ближен како себе си, ви се суди за делата на нељубовта. Значи, распламнат оган, мојот Бог е оган кој согорува, тој согорува. Во вас постои пламенче, самиот Дух Божи е оган што согорува. И вие ќе поминете низ тој оган, дали имате љубов и ќе остане таа љубов што е во вас, другото оди. Самиот ќе се спаси, како што вели во Коринтијаните, па духот негов да помине низ оган, телото ќе биде оштетено и делата, ако не се во љубовта, ќе изгорат, тој ќе биде оштетен, но самиот ќе се спаси за духов негов да чека суд. Духот кој е даден од Бог е самиот живот што е во секого од нас. Да се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога. Не го познаваш Бог, не се плашиш од Бог. Во твоето срце е запишан законот, без разлика дали си христијанин, муслиман, будист. Законот Исусов е запишан во секое срце. Ти знаеш дека не треба да правиш зло. Ти го знаеш тоа длабоко во себе си, сине човечки. И твојот избор да правиш зло е тоа што тебе ќе ти се прави понатаму, зашто ти си во царскиот закон, излезен си од царскиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си и живееш под старозаветниот закон, око за око, зап за зап, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери, или сето она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Значи, во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послушаа
евангелието на нашиот Господ Исус Христос, дека Бог дојде се овоплоти во човек, ги зема вашите греови, сите страдања ги плати тој за секој од вас. Вие само треба да го повикате Исуса, да застанете пред Него, да се откажете од грешната природа, да добиете сила, да се распламти духот ваш во духот, внатрешниот човек, духовниот човек, да почне да го гори сето она што не е од Бог. Сета нељубов што е во вас, на луѓето им е тешко да љубат, тешко им е да љубат, а полесно им е да мразат, да осудуваат, да се пизмат како еве позади во македонскава земја, каде што прават некакви референдуми да се откажете од името кој ви го дал Исус и да го прифатите сатаната затоа што некој слеп водач земал пари и ве продава како тегли ајоар. Не за сатаната и за смртта, да за Исус и Македонија. Пазете, тие со вечна погибел ќе бидат казнети. Второ послание на апостол Павле до Солуњаните 1:9. Вечна погибел ќе бидат казнети далеку од лицето на Бога. Казната е да си далеку од лицето на Бога и од славата, од Неговата слава и од Неговата моќ. Ти тогаш немаш моќ, немаш сила, немаш слава, ти си сам и осамен и кога сеќаваш тоа, кога ќе почне телото да ти слабе, кога ќе подостереш или кога ќе паднеш болен, тогаш сеќаваш дека немаш сила и почнеш да викаш Боже, Боже. А Исус ви вели, кои сте вие, не ве познавам. Како не познаваш, Господи? Па бев гладен и не ме напоивте. Дојде некој гладен и вие го избркавте. Дојде твојот брат, вие го мразевте. Дојде братот ваш со кој сте скарани, не му простивте. Некој ви побара нешто, вие го избркавте. Го мразевте соседот, ги мразевте ближните, не ги љубевте како себе. И тогаш Господ не ве познава, не сте го прифатиле евангелието на љубовта, евангелието на мирот, кога ќе дојде тој за да биде прославен во оној ден, 10 стих, пред своите свети. Тоа сте сите вие што ќе останете во Исус, што ќе останете во љубовта, што ќе останете во љубовта и покрај се, и покрај тоа што ве тераат да се откажете, ве плукаат, ве маваат, ве камшикуваат, ве осудуваат, ве поганат. Претрпете ја штетата, возвратете со љубов. Тоа е Исус Христос, тоа е Христов светија. Друг начин нема. Нема да седите пасивно, да мислите дека сте спасивни, да чекате Господ да ви испрати авион, карта за авион да ве прати до Божјото царство на небесата, до третото небо. Нема таква карта. Вие треба да врвите. Исус вели, врви по мене, оди и не греши повеќе. Прави и ти така. Исус вели, врвете по мене, поучете се од мене. И да му се восхитуваат сите оние што поверуваа на Исус. И исто така и вие, бидејќи со вера го примивте нашето сведоштво. Зашто на Бог не може да му се угори освен со вера. Што значи да верувам на Бог и се надевам дека Бог ќе ја спаси Македонија? Нема да го убивам албанецот, американецот, натоидот, европоидот, гркулјакот, србинот, бугаринот. Нема да мразам никого. Ќе ги благословам и ќе им кажам дека Македонија му припаѓа на Исус Христос. Пишана е овде, не можеш да ја промениш, синкот човечки, кој да си ти таму. Качен на калето ги тераш да облечат фармерки да ти се поклонат. Не ти е страф од Исуса Христа, кога тој ќе дојде на својата сила, ќе поминеш низ пламенен оган и тогаш нема да ти биде лесно. Синко човечки, Исусе те сакам, та да се прослави во вас името на нашиот Господ Исус Христос и вие во Него по благодата на нашиот Бог и Господ Исус Христос. А што се однесува до доаѓањето, до второто пришествие на Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, како што квачката ги собира пилињата, ве молам, браќа, да не се поколебате лесно во мислите своји и да ве обземе ужас, бидејќи светот полека се распаѓа. Полека се распаѓа поимот човек, сакаат да го разградат човекот, да ве понижат. Содома и Гомора, дрога, криминал. Политичарите ве продаваат. Било поради некој дух кој ве нападствува, затоа што се направиле процеп, сте извегле од законот на љубовта. Било поради некој збор, словото е од Бог, сатаната го зема, го извртува и ви го дава. И мислите дека е ваше слово, вие со него зборувате и правите што сакате. Кога би знаеле дека словото е од Бог, нема толку лесно да се играте со зборовите. Или преку послание не баре како од нас испратено, дека Божем веќе настапил Христовиот ден. Тој зборува за лажните пророци, некој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи. Има два духа, духот на Исус, кој е духот на љубовта, и духот на Антихристот, кој е духот на нељубовта. По тоа ќе го разликувате. Секој кој верува дека Исус Христос дошол во плот, што значи да се верува дека Исус, да се живее како Него, да се љуби како Него, сите мисли да бидат покорни на Исус, да постапуваш како Него, да го завртиш другиот образ. Тоа подразбира да бидеш во Исуса. И тој ден нема да дојде пред
додека најнапред не дојде отпаѓање, пазете, отпаѓање и не се открие човекот на гревот. Отпаѓање, ние сме отпаднати ангели со сатаната фрлен на земјата и кога отпаѓаш од љубовта, отпаѓаш од Бог, значи ќе се појави отпаѓање и ќе дојде човекот на гревот, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог. Еве денеска има двополови, измешани бракови, Содома и Гомора, мешање на религии, ве трујат со храна, ќе ви стават чипови, значи тој се вознесува, се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе самиот како Бог. Знаете, првата сатанска доктрина е ќе бидете како богови. Змијата ги лаже Адам и Ева. Сатаната вели ќе се искачам највисоко пред да е фрлен на земјата. Вавилонците велат ќе изградиме кула за да се здобиеме со име највисоко. Значи највисоко по високо. А ние зборуваме за синови Божји. Вие сте синови Божји, синови на Севишниот. Значи синови Божји, богови со мала буква, но свесни дека Бог е еден и ние му служиме нему кога ќе се претопиме во неговата љубов. Не помните ли дека уште кога бев кај вас ви зборував за тоа? Христијанство е чекорење во љубов, пребивање во љубов, живење во љубов. Другото е духот на антихристот, духот на нељубов, на осудување, на спротивставување, да не го љубиш ближниот како самиот себе, на непростување. Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време. Што го задржа? Па Божијата волја. Бог има план, Бог знае што ќе се случи, Бог ви дава време, тој е долготрпелив и многу милостив. Бог е многу милостив, а тие велат дека вечно проклество, вечно проклество. На 100 места е пишано дека Бог е многу милостив. Вечно проклество е кога ти си оддалечен од Бог и вечно ќе бидеш во проклество додека си оддалечен, додека се привлечеш кон Бог, се покаеш, тогаш не излегуваш и почнуваш да гориш во пламенот на љубовта. Сега за сега понатаму во ова евангелие што ни е нам дадено, зашто словото што ви го дадов вели Исус е дух. Ова е дух и живот. А вие го читате телесно и не го разбирате. Словото се разбира со дух. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено без законие, спротивставување, без љубов, додека не се оттргне оној што ја задржува сега. Не морате се да разберете. Тогаш ќе се открие беззаконикот, самиот ќе се прогласи, кога што Господ Исус ќе го убие со здивот на својата уста, подразбира со збор, со двоостар меч, со мечот на духот и преку појава на своето доаѓање ќе го истреби, зашто е оган што се согорува. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната со секакви сила, знаци и лажни чудеса. Знаеме, има лажни пророци исцелуваат. Тие мислат дека исцелуваат. Бог исцелува. Бог исцелува кога тој човекот што вие треба да сведочите, да му сведочите, ќе дојде и ќе се покае, ќе го повика Исус во своето срце, тој полека почнува да гори пламенот на љубовта кој го изгорува сето она што не е од Бог и со секакви неправедни измамувања меѓу оние кои загинуваат. Пазете, важен стих 2 Солуњаните 2:10. Меѓу оние кои загинуваат затоа што не ја примиле љубовта. 3 точки. Понатаму има друг стих, на едно место се вели затоа што одбиваат да љубат. По друг препев, во трет препев, одбиваат да го љубат Исус. Ај кој е Исус? Бог. Видлив. Во него е видлив семокниот Бог. Значи тој Бог, два типа на дух. Духот е над него, кога Исус го крстил, и духот е над апостолите, и духот е над него, над Исус. А кога духот комплетно влегува во Исус, тој е видлив Бог, значи тој е крајната цел до полната зрелост на Христовото совршенство во љубовта. Значи духот е над вас и можете да действувате кога сте собрани во Негово име. Кога не сте собрани во Негово име, духот си оди. Но вие кога пребивате во Негова љубовта, вие сте исполнети со Него и тогаш сте вие христолики. Значи, кои загинуваат, зошто? Затоа што не ја примиле љубовта кон вистината, кон Исус. Не ја примиле љубовта. Христијанин е човек што ја примил љубовта од Исус и почнува да љуби како Исус се повеќе и повеќе, со секој ден се усовршува во љубовта и така е слободен на денот на судот. И затоа примиле љубовта на вистината за да се спасат. И затоа Бог, односно законот, излегуваат од царскиот закон на љубовта и испраќа заблуда. Тие веруваат во лагата и ќе бидат осудени сите кои не поверува во вистината, во Исус. И ја засакаа неправдата, си се сакаат самите себе. Ние пак сме должни да му благодариме на Бога за вас секогаш. Слава ти, Господи Исусе Христе.
Возлюбени од Господ браќа, затоа што од почетокот преку осветување од Светиот Дух, осветување, ние сме повикани на осветување, од телесна природа полека да станеме духовна природа, да го покориме телото, и душата да ја дадаме за браќата, не да живееме само за својата душа. Бог не избра за спасение, Бог ве избра за спасение кон кое ве повика, дојдете при мене сите изморени и обременети преку нашето Евангелие, дека Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син, нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа, стоите, каде? Во љубовта. Држете ги преданијата што ги научивте, преданијата на љубовта, било преку нашето слово, словото на Исус, било преку нашето послание. Стоите во Исус, застани во љубовта, остани во љубовта, живееме ли, умираме ли, остани во љубовта, Македонијо, остани човеку, што правиш, не го продавај својот народ, влегуваш во проклество, ќе завршиш на гранчаровата нива. О, слеп политичару, што ја шириш омразата на Сатана, му служиш на Сатана, а сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отецот наш, кој не возлюби и преку благодатта своја дојде тука, ги зема сите гревови, ја прими казната за гревот во Старозаветниот закон, за да ни даде можност во Нов Завет со Исус да чекориме во љубов. Ни даде вечна утеха, запомнете го ова. Милоста Негова е вечна, тој е мојот Бог, тој е љубов. Проклетството е вечно кога си ти надвор од Бог, кога ќе го почнеш да го прифаќаш Бог, тоа почнува да се отвара во друга љубовна насока. Нека ги утеши срцата ваши, да ве утврди во секое слово и добро дело. Те сакаме, Господе Исусе Христе, кој живее под закрилата, 90-тиот псалм, на Небесниот Отец, тој пребива во домот на Севишниот Бог. Пребивај така, Македонијо, мир вам до Божиот Царство Небесно. Христијанство е кога чекориш во љубов, ги љубиш сите, им простуваш на сите и се повеќе се усовршуваш во љубовта и Духот кој е над тебе, ако си крстен во Свети Дух, полека да почне да пребива во твоето срце, да направи пребивалиште и ти да действуваш како Исус. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Бегај од тука, Сатано, во името на Исус. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Исус. Исцелување за сите оние кои ќе речат: те сакам, Исусе Христе, те сакам, Исусе Христе, те сакам, Исусе Христе. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Амин. Распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости